Преглед на содржините на денешниот дневник. Не запловија еколошките бродови по Охридското езеро. Изложба на фотографии од најзначајното културно богатство од Охрид и Македонија. Мобилни екипи на Центарот за јавно здравје ќе земаат материјали за микробиолошки анализи во домашни услови. Здравко Тупаре носталгично раскажува за минатото на веслањето, кајакот и едрењето во Охрид. 700.000 украински деца за време на конфликтот завршиле во Русија. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со ТВМ. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и топло со дневни температури во пораст до максимални 27 степени Целзиусови, а времето во текот на ноќта кон вторник ведро и свежо. Утре во западна, северозападна, северна и североисточна Европа умерено облачно и нестабилно со дожд и грмотевици. Дожд се очекува над Алпите и на поголем дел од Балканскиот полуостров. Над најголем дел од Европа сончево со локална облачност и топло. Во вторник во северните и приморските делови на Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно со дожд и грмотевици. Во останатите делови од Балканот сончево со локална облачност и топло. Максималните дневни температури од 24 до 33 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник свежо утро. Утринските температури од 10 до 19, а времето во текот на денот сончево со локална облачност и топло. Попладне, во северозападните, западните и југозападните делови нестабилност која ќе донесе врнежи од дожд, грмотевици и поројни дождови локално. Максималните температури во Македонија од 25 до 35 степени, а УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во вторник претежно сончево со локална облачност и топло. Попладне, нестабилност која ќе донесе умерено облачно и нестабилно време. Ќе има дожд, грмотевици и локална појава на невреме, минималната 14, дневната 29. Во Охрид во среда сончево, со локална облачност и топло време. Попладне, локални врнежи од дожд и грмотевици, утринската температура 16, додека дневната 26. Во четврток и петок претежно сончево со локална облачност и топло време. Утринската температура 16, дневната 28, односно 27 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во Центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд.
Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. А на Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. По 3 години откако беа најавени, се уште не запловија еколошките туристички бродови по Охридското езеро. 1,5 евра одобрени преку ИПА програмата за прекугранична соработка ќе пропаднат доколку не заврши реализацијата на проектот. Требаше да бидат набавени 2 екобродови на електрична енергија кои ќе служат за крстарење и водено поврзување на 3 езерски градови. Не запловија најавените екобродови по Охридското езеро. Проектот започна пред 3 години. Одобрени беа 1,5 евра од ИПА програмата за прекугранична соработка. Со нив беше предвидена набавка на 2 екобродови на електрична енергија кои ќе служат за крстарење и водено поврзување на 3 езерски градови. Ваквите бродови се согласно препораките на УНЕСКО за развој на водениот сообраќај без штетни последици врз екосистемот. Доколку не заврши реализацијата до крајот на годинава, овој проект ќе пропадне. Имавме многу кочници, едноставно не успеавме. Може да кажеме дека не успеавме. Се има една последна шанса, очекуваме на некоја промена, ако тоа се деси ќе биде позитивно за сите. Тоа е една преголема атракција и тука мислам дека бродскиот сообраќај би се развивал. Бродското поврзување на 3 езерски градови требаше да биде нова димензија во туристичката приказна на Охридското езеро, да овозможи патување од Свети Наум до Радожда, а со тоа и поголема посетеност на сите локалитети вдолж брегот на езерото. Значи водениот сообраќај во Македонија во моментов е 95% Охрид, Свети Наум. Имаме пристаниште во Охрид, имаме пристаниште во Свети Наум. И тоа е се што имаме на езерово. Секако дека е заштитено, значи никој не зборуваме да загадиме езерото, зборуваме да се користи тој воден сообраќај помодерно, подобро, постојат електрични бродови. Во минатото со брод биле поврзани 3 градови, а во 70-тите години имало редовна бродска линија Охрид-Струга. По половина век пауза во 2014 година беше возобновена бродската линија меѓу Охрид и Поградец, која поради слабиот интерес на комерцијалните бродови згасна во 2017 година. ТВМ телевизија реализираше интервју со уште еден првенец од училиштата од нашиот град, овој пат со ученичката Софија Кецкаровска од основното училиште Живко Чинго од Велгошти. Таа од оправдани причини не беше во можност да биде гостин во последното издание на емисијата Прашалник за оваа сезона со колешката Сонја Рилковска, посветена токму на најдобрите ученици од основните училишта од градов. Ја запрашавме Софија какво е чувството да се биде првенец на генерација во училиштето каде го започнала своето образование? Чувството искрено е посебно, прекрасно, пред се зашто сите мои сакани беа горди на мене, а потоа затоа што и целиот труд кој сум го внесла во овие 9 години кои учев таму е признат и од училиштето, а сега и од општината.
Колку време ти беше потребно учење во текот на денот да ги совладаш оние предмети кои што ги учевте според наставната програма, а колку време трошиш за стекнување и за барање нови знаења? За предметите во училиште, кога се учи за на час, е доволно час до 2, додека кога станува збор за тестови и надпревари, треба повеќе време, понекогаш и цел ден, за да се совлада целиот материјал. Си учествувала на голем број надпревари. Кои од учествата на надпреварите би ги издвоила и би кажала нешто за нив? Сите надпревари по математика, тоа ми лежи, тоа го сакам и едноставно тоа ми ја полни душава и сите надпревари математика. Така, кои награди ги имаш добиено? Имам од повеќе надпревари математика, општински и регионални, имам од географија, требаше да се пласирам и на државен, но почна короната и не се одржа надпреварот. Имам од млади библиотекари, учество надпревари по информатика, меѓународен надпревар по кенгур и слично. Каде планираш да го продолжиш средното образование? Кој од средните училишта во нашиот град ќе биде твој избор? Да, сега продолжувам во ЕМУЦ на смерот индустријска мехатроника. Мојата желба после да продолжам машински, така да ќе видиме. Машински инженер? Инженер. Или сакаш наставно па да продолжиш да се... Инженер. Колку од слободното време кое што го поминуваш на интернет, го поминуваш на социјалните мрежи, на социјалните медиуми и што би издвоила од социјалните медиуми, некој интерес посебен? Со добра организација, време има за се. Ми останува време и за спорт, и за дружење, и за нови работи кои сакам и да ги запознам и да ги правам, учење нови јазици, допишување и слично. Си останува време нормално и за забава, час до 2 за се. Како и секој тинејџер, како и секој млад човек, како го поминуваш слободното време? Активно се занимавам со ракомет, преку лето со пливање, сакам да пишувам, и проза и поезија, се дружам и слично. Причина за твоето отсуство во емисијата Прашалник, која што ја организиравме со првенците на генерација од основните и од средните училишта во нашиот град, беше твојата посета на Грција, па нешто повеќе да не кажеш за што станува збор. Да, накратко бев на камп, од напливање, каде што одам преку лето, во Грција, па лека почнуваме да се припремаме за маратоните, трките. Така, ракометот или пливањето? Пливањето. Колкава е важноста на наставниците, на професорите во подготвувањата и во стекнувањата на знаење и подготвувањата за надпреварите, кога станува збор за надпреварите, мислам на менторите кои што ви се доделени. Колку е важно, колку се важни нивните сугестии, колку е важна нивната помош? Улогата на менторот дури може би е најбитна во целава приказна во однос на надпреварите и воопшто за сакање на предметите. Јас имав среќа, мојата наставничка математика секогаш активно ме спремаше за сите надпревари и надвор од материјалот кој е за училиште, но сепак се стојам на тоа дека наставникот има најголема улога за се. Да ни кажеш збор два повеќе за тоа какви се социјалните односи помеѓу учениците во твоето училиште, дали разменувавте знаења со вашите другари, другарки, со ученички, кога се подготвувавте не само за надпревари, туку и за самите часови по сите оние предмети кои ги имавте според наставната програма? Јас морам да издвојам дека ние бевме малку деца како генерација во Живко Чинго и бевме премногу сложни и сега уште сме сложни. Цело време си помагавме заедно, имавме и многу убав односи со наставниците, учевме заедно редовно разменувавме знаења и бевме навистина многу сложни. Сите знаења ги споделувавме ни со други без разлика какви. Летово ќе одмориш, па кои ќе бидат плановите, мислиш да поминиш исклучително да се посветиш само на одмор или ќе се занимаваш нешто повторно со од кога станува збор за учењето? Ќе видиме.
ќе се посветиме. Ќе се посветиме малку и на математиката, малку пливањето и така. Тупаре носталгично раскажува за минатото на веслањето, кајакот и едрењето во Охрид. Се надевам дека оваа книга ќе послужи и како едукативно четиво за многу други идни генерации, кажа Тупаре, на промоцијата на книгата Пловните објекти и веслањето низ историјата на Охридското езеро и пошироко во Македонија. Голема среќа и благослов е што сме се родили и живееме во градот на светлината, на бреговите на најубавото езеро во светот и најстарото во Европа, Македонското сладководно море, на чија синевина и светлост никој не останал рамнодушен. Охридското езеро има посебно место во нашите животи. На оваа визита промовираме една книга која што е времеплов во минатото и која ги зачувува од заборав фактите, традицијата и културата кои се во тесна врска со езерото, кажа Валентина Неловска, промотор на книгата Пловните објекти и веслањето низ историјата на Охридското езеро и пошироко во Македонија од Здравко Тупаре. Ги бележи имињата на успешните спортисти. Во аналите на спортската урбана историја ќе останат запишани фактите и ќе живеат имињата на плејада охриѓани кои дале свој придонес во развојот на спортската култура и афирмација на градот. А оваа книга ќе остави траен белег за една младост и ентузијазам за идните генерации да продолжат понатака, да го сакаат и вистински почитуваат езерото. Здравко Тупаре е познат како хроничар на Охрид, човек од старо охридско семејство, носител на значени стопански функции во градот и еден од раководителите на веслачкиот клуб Југ. На промоцијата кажа дека сограѓаните го познаваат како спортски работник кој скоро целиот свој живот се залагал за промоција и развој на водените спортови. Одавна имав желба и мотив од моите ме подбутнуваа моите пријатели да напишам нешто за пловните објекти и почетоците на веслачкиот, кајакарскиот, единичарскиот спорт и почетокот на бродарството во Охрид. Колку успеа во тоа ќе кажат читателите после прочитувањето на мојата книга. За ТВМ авторот на книгата раскажа неколку интересни историски податоци кои се поместени во делото. Првата званична едрилица ја има направено во Кралевина Југославија мајсторот Марко Сершич, кој беше охридски зет. Од Јанковци имаше жена. И тој после ослободувањето почна со група мајстори да ги градит и едрилиците, и кааците, и поправка на спортските кајчина. Во книгата имам доста кажано и за чуновите, воглавно за рибарење биле, али имало и за добри прилики на охридски, кога оделе во студенчишта, така наречени билјани извори сега, и се пеело и играло со чуновите. И понекогаш, морам да кажам, ми кажуваше мојот татко дека прикето од Викторија Поп Стефанија, пеачката најстара во Охрид, чеизот го донесле со чун и со чалги и раки од Струга во Охрид. Директорот на рибарската задруга, господинот Пере Рупе, заедно со спортски работници, организираја, јас сум сведок, дека се такмичеа од устието на каналот студенчишта до пристаништето. Учествуваа охридски рибари и пештански трпејчани. Здравко Тупаре почнал да се занимава со веслање во 1949 година, кога, како што вели, од Загреб дошол првиот веслачки тренер Едуард Јунек Едо, а последно веслање му било во 1960 година на државно првенство на Дунав во Нови Сад. Па ние порано не можевме од овде да носиме чамци на море или на Блед или на езерата на Палич, на Белград, на Ада Циганлија и ни позајмуваа другите клубови. И со тие чамци на постари и потешки победувавме и имавме врни резултати. А најдобар резултат и
веслачи на векот во 2000 година ги прогласивме Симон Ѓурчев и Јулијана Николич Ивановска. Тупаре во 9-та деценија од животот со носталгија се присетува на старите времиња, но и со тага посочува дека на денешните младинци во Охрид потребно име да се обезбедат подобри услови за занимавање со водените спортови. Потребни се хангари, опрема, тренери, финансии, вели Тупаре и додава дека му влеваат надеж неколку ентузијасти во Охрид кои прават напор да го вратат сјајот на едрењето. Книгата Пловните објекти и веслањето низ историјата на Охридското езеро и пошироко во Македонија од Здравко Тупаре е издадена со поддршка на општина Охрид. Во акваториумот на Охридскиот залив на 1 јули сабота во организација на јахтинг клуб Олс од Охрид се одржа првата годинешна јахтинг регата во склоп на купот за едрење на Охридското езеро на Едриличарската федерација на Македонија. Учествуваа 15 едрилици од клубови од Охрид и Скопје. Се одржаа 3 трки согласно регатните правила. Првото место во класа до 7 метри го освои Никола Бараковски од јахтинг клубот Олс од Охрид, а прво место во класа над 7 метри го освои Будимир Соколовиќ од истиот клуб. Прво место во класа One Design го освои Славчо Мошовски од Меч Рейс клубот од Охрид. Прогласувањето на победниците се одржа пред вила и винарија Малсвети Климент, која беше и донатор на наградите. Од денеска 3 јули ќе започнат градежни активности со што ќе се изврши промена на режимот на сообраќај на регионалниот пат Струга-Дебар, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Во фаза 1 ќе се врши асфалтирање кај селото Глобочица, а во фаза 2 асфалтирање кај селото Луково. Предвидено е целосно затворање на сообраќајот во периодот од 10 до 14 часот. Градежните активности на регионалниот пат ќе се извршуваат до 8 јули 2023 година, потенцираат од Автомотосојузот на Македонија. Фотоизложба на културното богатство на Охрид и Македонија во меморијалната куќа Христо Узунов во Охрид. Од 5 до 7 овој месец преку фотографии во голем формат, сите форми на културно наследство со кои изобилува нашата земја ќе бидат презентирани пред охриѓани и туристите. Целта на овој проект, кој е поддржан од Министерството за култура, е што е можно подобро да се запознаеме со археолошките зони, културно-историските споменици, религиозните објекти и сите други форми на културно наследство кои ги имаме. Од 5 до 7 јули во меморијалната куќа Христо Узунов во Охрид ќе се одржи изложба на фотографии од голем формат од најзначајните културно-историски локалитети и други аспекти на културно наследство од Охрид и на територијата на Република Македонија. Основна цел на проектот е подобро запознавање и подигнување на јавната колективна свест за промоција, одржување, унапредување и афирмација на археолошките зони, културно-историските споменици, религиозните објекти и сите други форми на културно наследство од нашата земја, кои се вистински сензации на изложбите во најголемите европски културни центри. Со оваа изложба се афирмираат неколку непобитни историски факти значајни за Македонија, како фактот дека Свети Климент на возвишенијето плаошник над Охридското езеро создал книжевна школа и универзитет со 4000 посетители, дека македонските фрескосликари во црквата во селото Курбиново на брегот на Преспанското езеро и манастирот Свети Пантелеймон во близина на Скопје создале дела со кои всушност ја навестиле Ренесансата. Посетителите ќе дознаат дека она што е веќе откриено и заштитено во стоби, овозможува да се раскаже една цела оригинална приказна за објектите, вредностите и начинот на живење во овој некогаш многу значаен град покрај Вардар и во средиштето на Балканот. Дека богатството на артефакти на Плаошник, Хераклеја и уште голем број археолошки локалитети сведочат за густината на творечките вредности, култури и религии на оваа наша почва. Исто така ќе се подсетиме дека фреските, иконите, резбите и иконостасите од Бигорскиот манастир, на прочуените протомајстори Макарije Фрчковски, Димогарката, Дичо Зографот и плејада нивни ученици и соработници во 19 век се сведоштва за нивниот раскошен индивидуален авторски гений. Изложбата е во реализација на Медиа Бродкастинг со поддршка од Министерството за култура на Република Македонија. Центарот за јавно здравје за време на летните денови воведува мобилни екипи кои ќе земаат материјали за микробиолошка анализа во домашни услови на ранливи категории граѓани.
Со цел намалување на ризиците и спречување на штетните ефекти од надворешните топлотни влијанија предизвикани од високите температури врз здравието на луѓето во топлите летни денови за сите оние ранливи категории на граѓани: стари лица, хронично болни, лица со хендикеп, лица со зголемена телесна тежина, бремени жени, доенчиња кои имаат потреба од лабораториски микробиолошки услуги, Центарот за јавно здравје Охрид активира мобилни екипи подготвени да ве посетат во вашиот дом во Охрид за да ги обават потребните административни формалности и да ги земат соодветните материјали за микробиолошка анализа. Доволно е да поседувате уредно издаден упат од вашиот матичен лекар и да се јавите на еден од телефоните 046 231 030 или 078 488 262 секој работен ден најдоцна до 13 часот, каде ќе дадете податоци за вашата адреса и видот на микробиолошката анализа која треба да се изврши согласно упатот од матичен лекар, појаснуваат од Центарот за јавно здравје. Вчера, 2 јули, во 18 часот и 20 минути во СВР Охрид е пријавено дека на улицата Арама во Охрид, куќе домашен миленик, собственост на ЈК 45 години од Охрид, каснало 2 малолетни лица од Скопје. За случајот е известен јавен обвинител и по негово целосно документирање против собственикот ќе биде поднесена соодветна пријава. Следуваат вестите од светот. Околу 160 луѓе беа уапсени низ цела Франција во текот на ноќта меѓу 2 и 3 јули, додека немирите кои ја зафатија земјата веќе 6 дена се чинеше дека се повлекуваат. Францускиот председател Емануел Макрон ја откажа државната посета на Германија планирана за неделава поради политичките нереди. Бабата на убиениот тинејџер на 2 јули повика да се прекинат немирите при што илјадници луѓе се приведени за грабежи, палење пожари и други дела. Убиството на тинејџерот предизвика обвинувања за системско полициско насилство и расизам. Немирите беа предизвикани од фатално пукање на 27 јуни на тинејџер со северноафриканско потекло за време на сообраќаен прекин во париско предградие Нантер. Нереди беа пријавени на француски прекуморски територии, вклучително Француска Гвајана во Јужна Америка и Карипскиот остров Мартиник. Најмалку 5 палестинци загинале во голема израелска воена операција во градот Дженин на западниот брег. Повеќе од 20 лица се повредени, од кои 7 критично, соопшти Палестинското министерство за здравство. Израел тврди дека операцијата која опфаќа и воздушни напади е насочена кон терористичка инфраструктура во рамки на голема копнена офанзива наречена Дома и градина. Меѓу погодените објекти во Дженин е и театар, нападан на бегалски камп во Дженин, дом на околу 17.000 луѓе. Израелската разузнавачка агенција Шин Бет соопштила дека воздушните напади погодиле команден и комуникацијски центар користен како магазин за оружје, место за собирање терористи и наблюдувачки пункт, како и други цели. Русија донесе околу 700.000 деца од зоната на конфликт во Украина на руска територија, изјави синоќа Григорий Карасин, шеф на Меѓународниот комитет во Советот на Федерацијата, горниот дом на рускиот парламент. Русија започна целосна инвазија на Украина во февруари 2022. Москва вели дека целта на нејзината програма да донесе деца од Украина на руска територија е да ги заштити сирачињата и напуштените деца во зоната на конфликтот. Сепак Украина вели дека многу деца биле нелегално депортирани, а САД вела дека илјадници деца биле насилно одземени од нивните домови. По децении истражување, научниците открија дека може би има огромен резервар на вода, 3 пати поголем од постоечките океани, заробен стотици километри под површината на земјата. Ова откритие потенцијално го менува разбирањето за тоа како е формирана нашата планета. Геофизичарот Стив Јакобсен од еминентниот Американски универзитет, кој автор на студијата објавена во списанието Science, вели дека ова откритие сугерира дека водата на Земјата може да доаѓа однатре донесена на површината со геолошка активност, а не од удари на ледените комети кои влијаеле на формирањето на планетата, како што се верувало. Јакобсен и неговите колеги се првите кои дадоа директен доказ дека може да постои вода во дел од земјата познат како прелазна зона. Тие ги базираат своите наоди на истражување на огромен подземен регион низ Соединетите Американски држави. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следите, пријатно.